Климатските промени си го прават своето. Повеќе од 10 степени е разликата помеѓу дневните и ноќните температури. Тоа е голем стрес за градинарските растенија, а исто така негативно се одразува и во лозарството и овоштарството. Пламеницата и вирозата се едни од заканувачките болести врз овие култури. Агрономите велат дека растенијата се соочуваат со сериозен стрес поради температурните амплитуди и дека вегетативниот старт е во услови на помала влага во почвата. Поголем проблем се ниските ноќни кои што ги имавме во изминатиот период, а најава е дека од денеска ќе имаме пак некое заладување, ќе има присуство на дождови и самото тоа е дополнителна причина за појава на повише типови болести во целокупното растително производство. Ние веќе имаме забележано на терен, зборувам за нашиот терен, појава на повеќе типови на болести, како пламеница во лозарство, во градинарство, меѓутоа во кочани и кочанско е интересен случај што кај пиперката се јавува и вироза, која што ја немаше некој време, меѓутоа еве оваа година пак имаме присуство и на ова заболување кај пиперката, кое што секако е голем проблем и причинува големи штети како врз квалитетот, така и врз приносот на самото производство. Во овој период е карактеристична појавата на бактериската пламеница кај виновата лоза и веќе ја имаме континуирано од прецветување па наваму, постојано имаме присуство на пламеница кај виновата лоза, што им причинува проблем на самите производители. Земјоделските производители треба навреме да реагираат и ја спречат појавата од овие болести. Агрономите советуваат навремена и квалитетна заштита. Во овој период мораме да имаме бакарни препарати кои што се бактерициди. И бактериската пламеница се сузбива исклучиво со бакарни препарати, затоа што другите се фунгициди, односно ја сузбиваат само габните причинители на болести. Меѓутоа, бакарните препарати ја сузбиваат и бактериската пламеница. Обавезно е присуството и на бакарни препарати, што самите производители со тек на време, значи го прифаќаат ова и како навика да во овој период третираат и со тие препарати. Додека пак дневните температури бараат поголемо количество на вода кај целокупното растително производство. Затоа земјоделците пред наводнувањето да извршат соодветна заштита, како би растението имало услови за живот. Меѓутоа во овоштарството, производителите треба да извршат уште една заштита против болеста јаболчев црв во период од 1 до 10 август.